Добре вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар на почеток на ново издание, но со еден гостин кој што и досега сме го имали и кој што предизвикува внимание кај вас. Од секогаш оние кои што одговараат на вашите прашања директно најмногу сакате да ги имаме овде, оние кои што одговараат и кога провоцирате и мислам дека добро е што е така, но добро е кога добивате одговори. Добро вечер посакувам на пратеничката од ВМРО ДПМН во Републичкиот парламент, господјата Бети Кузмановска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер и од мене и поздрав до гледачите во цела Источна Македонија. И во Кочани, да се поправа добро. од претходниот пат. Да, особено на гледачите од Кочани. Драго ми е што вас гласот не е фатил како мене, ќе имате можност да говорите можеби повеќе. Идете директно од парламентот. Што се случува денес? Јас забележав по социјалните мрежи некои интересни коментари, имаше нешто во врска со тоа, се говорело дури и за Фифи, и за X Factor, и за 300 работи, но сепак оно што е суштинско што се случува. Вака, денес на дневен ред беше изборниот законник кој навистина заслужува вистинско внимание. Знаете дека се постигна консензус од сите партии, освен Демократската партија на албанците. Како и да е, го донесовме, еве сега во моментот тече се уште дебатата за кривичниот законник. Инаку во парламентот, како и секој ден, работно носиме закони. Се случува тоа што се случува, особено во предизборен период, нели? Се зборува за се и се што, се користи говорницата за неретко и за плукање по одредени пратеници, се навредува, нивото се спушта. Се споменам и за Бонева денеска? Бидејќи имаше пресконференција, па имаше на говорница нешто, не, значи во парламент, меѓутоа затоа што актуелна е темата гледам дека има. Не бев надвор од сала за да можам да видам што се случуваше во сала за пресконференција, меѓутоа ќе реков од аспект на она антикорупцијска, па криела станови и така нешто. Значи, можеме да очекуваме во овој период такви работи многу повеќе. Можеме ли за вас нешто да очекуваме? Да, па добро, за мене беше интересно, 3 години зборуваме. Така да и да излезем, ќе разговараме, зошто да не. Јас имам одговор за се едно нешто што ќе ме прашуваат, бидејќи навистина немам што да кријам, а и никогаш го немам тоа направено. Меѓутоа за мене е дегутантно да во овој период за кој сметам дека му е навистина најтешко на народот да зборуваме за, ќе ми простите на изразот, за глупости, па дури и Фифи да се злоупотребува одговорница за мене. Не е спуштање на нивото на пратениците кога се зборува за, нели, за луѓе од типот на Фифи. Меѓутоа неблагодарно е и спрема самата, господи, не знам како да го наречам, како и да е, навистина не држи вода и не би сакала вакви несуштински работи воопшто да Доди ми ние на почетокот на оно што е суштинско, за мене, мислам дека и предвидено ми е како прва тема која што за вечера сакав да разговарам, изборниот законник. Оно што се случи, по нека логика на нештата ми се чини дека најмалку му одговара на ВМРО ДПМН. Реално така би било, да нема сечење на ленти, да нема трошење на пари, да на некој начин да се скрати можноста власта да ги користи своите адути. Вака, значи, ВМРО ДПМН ја има власта во оваа држава и работи 365 дена на сите проекти. Граѓаните тоа го гледаат, така да навистина сметам дека направивме многу отстапки, дури и не дека немаме што да покажеме, меѓутоа навистина е неблагодарно за нешто што се работело еве и со години некои проекти да не може да бидат отворени, меѓутоа ние направивме отстапки во интерес на тоа да се донесе изборен законник, бидејќи навистина е веќе безобразие да се користи изборниот законник како начин за да се оправда нечии пораз. Сметам дека тоа навистина не држи, затоа ВМРО ДПМН јас се согласувам, направи најголеми отстапки за да истиот биде прифатен. Знаете, еве скратување и со реклами и така натаму, имаше многу поместувања во однос на изборниот законник, меѓутоа како и да е, ние прифаќаме се бидејќи сме убедени дека народот ќе ни даде поддршката, така да навистина не сметам дека тоа ќе донесе повеќе или помалку гласови на избори. На прв поглед нели делува дека да има рамноправна трка и така натаму и така натаму. Меѓутоа кога се бира власт, нели се бира и за да раководи со тие пари и за да одговара со работењето на тие пари? Како вие тоа го коментирате? Дали каква е практиката во други држави? Па јас не можам да кажам каква е практиката, меѓутоа
еве, навистина сметам дека точно е власта управува со парите од граѓаните, инвестира во да, затоа е и избрана. Прави проекти врз основа на тоа колку реализирала, се соочува со народот повторно на избори. Така да ние отвараме проекти, донесуваме проекти, инвестиции и така натаму во текот на цела година. Така да воопшто не е важно дали во текот на изборна кампања, кога е предвремена, 20 дена, кога се редовни избори, 40 дена, воопшто не е важно дали токму во тие 40 дена ќе се случи. Дали на некој начин, дека го добиеме гледачот кој што слушам дека звони телефонот, на некој начин ми се чини како да ВМРО односно власта полека ги избива адутите од раците на опозицијата. Јас барем така го гледам тоа. Војниците се решаваат, стечајците се решаваат, полицијата и се дават налфите, им се дават решенија или статус. Изборниот законник се донесува. Дали е тоа нов начин не на кампања, добро, на некој начин на резултати на владата? Вака, значи... Интересен начин би рекол. Да, ама не е предизвикано од опозицијата. Значи, треба да знаат сите дека навистина ние се занимаваме со проблемите од граѓаните. Верувајте, ова со законот за стечајците беше резултат на долготрајна анализа. Ние никогаш не кренавме... Кога гостувавте, го имавте прашањето. Да, ние не кренавме раце од стечајците. Знаете, првиот закон се донесе, ВМРО го донесе 2008 година. Беа обештетени сите кои што во рамки на законот ги опфаќаше. Нели, со 25 години работен стаж од 2000 до 2004 што беа отидени под стечај, опфатени беа од 2.500 до 3.000 луѓе. Сега бројката од 3.500 до 4.000 луѓе со веќе новиот закон што ќе влезе во собрание за обештетување и веќе не до 2004, него туку до крајот на 2013. Задржите си ја мислата, но сакам пак да се задржиме од аспект на моето прашање, но гледач да вклучиме прв за вечера. Добро вечер. Ало? Рече, дали го имаме гледачот на линија? Добро вечер, повелете. Ало, доколку не слушате, повелете. Очигледно не можеме да го добиеме гледачот на линија. Рече, нека се овде повторно гледачот, ние продолжуваме. Стечајците рековте, значи поголем број веќе среден. Да, беше долготрајна анализата, за да се види за колку тоа случаеви станува збор. Навистина да се донесе едно опсежно решение кое што ќе опфати повеќе луѓе. Меѓутоа, еве сега баш по кола кога возев, слушнав на канал 77 че нам беа вести во Куманово стечајците замислете да не справат протести. За? Не сум слушнал. Да ги опфати еве сите. Верувајте, еден закон каков и да се донесе, не може да бидат опфатени сите луѓе. Мора да има рамки закон. Значи има останати луѓе од стечај или технолошки вишок од приватни фирми и така надаму. Значи мора да има, кај нас ставот е јасен. Од самиот почеток ние кажавме дека тоа ќе биде закон кој што ќе ги опфаќа вработените. Така е. Реже, дали го имаме гледачот? Да се обидеме. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до пратеничката Бети Кузмановска. Ако може едно прашање да поставиме? Може. Нели знаеме дека се ближат изборите за председател, па сакаме да поставиме, нели се зборат постојано и за парламентарните избори и колку се тие реални? Што колку е реално? Да. Има или не, Да, колку е реално, дали е добро да има, така разбрав јас. Според она што се презема, најверојатно ќе има, барем како прогноза. Јас си благодарам во секој случај да ја поздравам гледачката која што се јави. Парламентарни избори, дали ќе има или ќе нема, ќе биде благовремено известена јавноста. Нема никакво официјално известување, председателски секако ќе има. Меѓутоа, како и да е, ние треба да работиме во секој момент како да ќе бидат избори и воопшто не е страшно што и да се случи. Значи, иако има избори, нема да има драстични поместувања. Сметам дека, еве конкретно, ако зборувам пристрасно, ВМРО ДПМН сметам дека е навистина дека треба да има избори, бидејќи не дека
Не убедени дали ќе има, убедени дека ќе победи, така ми стоите. Да, јас сметам дека ВМРО-ДПМН е партијата која што во овој момент најмногу посакува избори, ама тоа не зависи само од нас, значи зависи од другите политички партии. Не би рекол, јас мислам дека може владата да распише избори парламентарни. Да, но се пак треба 62 мнозинство, значи има и други начини. Ако се сака, меѓутоа не верувам дека како да тоа не е моја обврска и не можам да давам одговори, нешто што не е во мои ингеренции, како и да е, ако другите се согласни, јас сум за. Нема никаков проблем. Одиме, добро вечер. Ало? Ало, добро вечер. Повелете. Поздрав Тони до тебе, поздрав до гостинката и имам две прашања. Ајде. Првото прашање е дали е запозната пратеничката од ВМРО-ДПМН дека во последните 7 години има наголем пораст на побарување за бугарски пасоши за младите кои сакаат да ја напуштат оваа држава и зошто го тоа има? И второто прашање е дали пратеничката е запозната дека патишата во Република Македонија се во катастрофално лошо ниво, дека во Источна Македонија више нема ни патокази, нема ни табли, излезот према Бугарија ни катастрофа, излезот према Србија ни катастрофа, излезот према Богородица ни во катастрофална состојба, излезот према Албанија ни исто така. Дали она е запозната, нека каже, дали некојаш ќе се решат овие прашања. Благодарам, многу пријатно. Ова како мислење, како пратење, како учесник практично во политичкиот живот во држава. Благодарам за прашањата, беа издржани и двете. Првото беше за бугарски пасоши. Јас ќе одам по редослед како што беа поставени. Да, знам дека побарувачката за вадење на бугарски пасоши во последните години барем е во пораст. Луѓето најчесто прибегуваат, меѓутоа сметам дека тоа од причина што бугарскиот пасош значи виза за влез во било која европска држава. И навистина ги користат, меѓутоа и во минатата емисија зборував за тоа. Сметам дека бројката алудираше веројатно на тоа дека многу се иселени од Источна Македонија во странство. Да, дел се согласува, меѓутоа поголем дел се сезонски работници кои што одат определен период и назад се враќаат. Тоа е нивно право, меѓутоа јас еве како граѓанин на Република Македонија не се согласувам со прибегувањето на тоа по секоја цена да се земе бугарски пасош и да се замине некаде во странство, бидејќи сега ситуацијата после кризата светска и европска каква што беше, не дека таму е многу подобра состојбата, меѓутоа таков е менталитетот. Јас не дека вината ја префрлувам на народот, далеку од тоа, секој има своји причини зошто прибегува на таков начин, нели? На такво решавање на проблемите, меѓутоа познавам многу луѓе кои што имаат и своја земја, имаат и екзистенција во нашата држава, ама еве избираат да одат повремено во странство. Така за патиштата во околу патиштата најодговорно тврдам дека од 2006 година наваму, од кога ВМРО-ДПМН е на власт, дека се направени најмногу патишта, знаете, 130 километри локални патишта, 180, мислам беа регионални, се извинувам во бројките, ако во моментот не ги кажувам точно, само последната година. Мислам дека ако некој вложува во инфраструктурата, тоа е ова партија, имаме ние и проекти со кои владата учествува во локалната самоуправа, меѓутоа се аплицираат кој има издржан проект го добива. Па на тие проекти дел од нив поддржуваше и Светска банка, се добиваат грантови. Како и да еве најновото решение сега со магистралниот пат овај Миладиновци Штип. Така. Започнува на 28 јануари, ќе биде отпочнат со градба. Така да не се согласувам, Охрид Кичево исто. Мислам дека за ова што го постави гледачот како прашање за Источна Македонија посебно е од голема важност оно што е најавено неколку пати во оваа емисија и се најавува дека ќе се реагира и на патот Штип-Кочани, Штип-Велес, така да тоа ќе биде оно што ќе треба да се реши. Тоа е планиран Штип-Кочани, Кочани-Делчево, бугарска граница, значи тоа ќе биде исто така еден, меѓутоа знаете дека за таа работа се потребни и повеќе пари и повеќе време, бидејќи се доста прометни патишта, се работат во фази и така натаму. Многу е голема процедурата и тоа да го кажам, значи не дека се правдам, оти понекогаш се одуговлечува целата постапка при изградбата на патишта,
Многу е долг периодот за собирање на сите документи и за да профункционира, знаете, она фаза на експроприација и така натаму, за да едноставно проектот може да отпочне со Во секој случај очигледно се согласуваме сите дека ни се потребни подобри патишта и добро да се работи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Македонска каменица. И до тебе, Тони. Ајде. Јас би прашал пратеничката што ви обвинува народот за иселувањето. Малку само погласно, само малку погласно. Со бугарски пасош, дали со македонски пасоши. Пошто сум ја од Македонска каменица, нашиот крај е телиселен. Што ќе преземе владата за иселувањето? Не може да е рудник сата со едно 400 души машка работена снага, а оно е се женска работена снага, да опстои еден град като Македонска каменица, като Делчево, и што се запустува, тоа е крај начисто. И дали се наоѓа во Македонија. И другото прашање ми е, ние треба да прашаме зошто бегат пратениците, не да прашаме зошто бегат пратениците од народот. Тоа е прашање, они треба да го објаснат на народот. И има пратеници цел мандат во парламент, Сенат, ни еднаш не излегле на говорница да ги бранат правата на народот или правото на да тражи нешто што само знаат. Овие од ДСДС, ја имах прашање за Каджазиска, гласаше против буџетот, македонскиот буџет, а гласаше исто против и патот што се гради. Патот се гради од буџетот, а не од ништо друго не може да се изгради. Од истокот е. И тоа ми е интересна работа. Дали партијата им залага така да гласаат? Искам да ми се одговори од пратеничката. Благодарам на јувањето, пријатно. Јас ќе се заблагодарам на прашањата, ама јас ќе ве замолам да ги повторите, бидејќи многу слабо Што владата може да направи, што ќе прави? Не може да говори за владата, меѓутоа припадник се на партијата на власт за иселувањето, што може да се направи? И второто беше да одговориме на вистина дали има пратеници кои што бегаат од народот. Владата, она што може да го направи и веќе го прави е да донесува странски инвестиции, да нуди поволни бизнис услови за домашни инвеститори, да се отворат повеќе работни места. Тоа е единственото решение за да ги задржиме младите и да не бегаат надвор од државата. Тоа е кратко и мислам концизно. Дали има пратеници кои што бегаат од народот, кои што не јас говорат во име на други пратеници не можам да давам одговори, ама ќе кажам дека најчесто на народот му изгледа така, а не е така. Нашата работа, можам да кажам дека една од најнеблагодарните, зборувам од позиција еве на власт сега, бидејќи нашата работа можеби најмалку се гледа. Ама треба да сватат луѓето дека без добри закони, без законски рамки, ниту една влада, ниту еден министер не може да работи. Така да ние донесуваме закони во интерес на граѓаните. Собираме, црпиме секојдневно информации, нивни потреби и така натаму, што ги имплементираме подоцна во закони со наши предлози, се разбира. На поедини закони реагираме амандмански за подобрување на текстот. Тоа дали бегаме од граѓаните, навистина имаме едно набиено темпо на работа. Ден петок е предвиден за средба со граѓаните. Имаме пратенички канцеларии во кои, верувајте или не, примаме навистина огромна бројка на луѓе. Сега веќе и петоците ги работиме, па ние најчесто во сабота или недела исто така контактираме со луѓето, имаме асистенти кои што ги известуваат телефонски кога ќе бидеме присутни за да дојдат. Многу често, сабота и недела, во викенд време, ние одиме на терен. Значи се соочуваме со граѓаните во сите населени места. Значи нема населено место, нема села, нема општина каде што немаме стапнато во нашиот мандат. Јас барем досега ќе ви кажам дека многу ретко ми се случило еден викенд да ми биде слободен. Значи, канцеларијата не ја земам во обзир, таму одам секако. Меѓутоа, одиме навистина да се соочуваме со луѓето, не бегаме од нив. Може би има пратеници кои што бегаат и дека ништо не кажеле, еве тоа го доловив, дека никогаш не кажеле на говорница. Сега тоа е малку и личен печат. Секој пратеник има и дел од својот карактер во колку е одговорен, па како може да говори, меѓутоа сметам пак дека, еве конкретно ќе ви кажам примери од пратеници од опозицијата. Многу се присутни на говорница,
а можам да тврдам дека ниту еден проблем на ниеден граѓанин го немаат решено. И тоа не мора да значи дека е најголемата доблезена. Не е показател најголем. Разбирам пратени, кој што ќе потенцира. Нашата улога е во законите. Ние да посочуваме на владата, да предлагаме закони кои што им одговараат на луѓето, значи се во нивни интерес, а тоа нормално се прави во тет-а-тет средби со граѓаните. Така, сосема така да, и на говорница, да, меѓутоа да се постави пратеничко прашање, да се лоцира одреден проблем и така натаму, да се бара одговор, разбирам, инаку да се излегува само за да се билда резултат, кој пратени колку. Популизам се има малку. Популизам се прави политика, така. Преноси кога беа многу популарни преносите. Така. Па и сега се. Значи јас сум изненадена од процентот на гледаност на Собраниски канал, ама навистина се следи многу. Посебно, најверни наши слушатели, да ги поздравам во оваа прилика, се повозрасните луѓе, значи пензионерите се наши најверни гледачи, така е. Ама е добро тоа што се следи, па тие се и критикувачи на... Режија, време е за првиот блок на реклами, после кој се враќаме повторно со вториот дел од емисијата.